Почитувани, ова е втората дебатна емисија од циклусот на тема Младите во руралните средини. Говоревме во првата емисија за тоа колку младите се активни, каков е граѓанскиот младински активизам, посебно во руралните средини. Овој пат говориме на тема дали младите имаат можности, капацитети и ентузијазам да ги донесат промените во општеството. Зошто често тие решаваат да излезат од своите рамки, да излезат од својата држава и да градат нечие туѓе општество. Иселувањето на младите од руралните средини го зачнуваме како тема токму на оваа дебатна емисија. Со нас овде се говорници од североисточниот и источниот плански регион, од Штип, но и од Крива Паланка, Кратово, Куманово, Ранковце, Липково и Старо Нагоричане. И како што споменав, говориме за тоа колку младите имаат можности и капацитети да го изградат своето општество. Тие се силата која треба да профункционира за да општеството се промени. Наши денешни соговорници, ве молам, представете се. Јас сум Ангела Димитриевска, доаѓам од Куманово, имам 17 години. Јас сум Марија Величкови, доаѓам од Куманово, имам 17 години. Јас сум Рената Пенчева и доаѓам од Штип, од Фондацијата за развој на локалната заедница, имам 17 години. Јас сум Марија Ѓошева, доаѓам од Штип и имам 17 години. Сите вие, што би промениле вие во вашата средина, во општеството каде што живеете? Што е она што мислите дека можеби ќе бидете вие двигател да го промените во сите случувања? Како што знаеме дека младите представуваат движечката сила во општеството, сметаме дека тие представуваат основните двигатели кои што може да ги променат нештата кои што се одразуваат на нивниот секојдневен живот. Сметам дека со активизмот со кој што се вклучуваат во оние младински организации може да ги потикнат и дојдат до идеја да ги покажат проблемите со кои што се соочуваат во секојдневниот живот, не само тие, туку и сите оние кои што живеат во нивната средина, да ги покажат и нормално да се разговара за тие проблеми со помош на таа една идеја, да им бидат нормална подршка и од помош и сите оние кои што се дел од организацијата, со тоа што може да дојдат на некој начин до нецелосно решавање можеби на проблемот, но би било добро да дојде до некој ублажување на тие последици кои што се нормално дел од сето тоа. Промени кои што би можело да се направат во нашите општествени случувања би се надоврзала во тоа кој што го зборувавме во текот на претходната емисија, за тоа дека веќе знаеме во Штип кои се проблемите, односно во однос на културно-забавниот живот, дека се нема кино и сите оние основни нешта кои што се потребни на младите во цел да го исполнуваат нивното слободно време, па тоа би било добро да се најпрво започне од тој дел, да се даде до идеја, а нормално од идејата може да дојде до реализација на тој проект. Дека сите патишта почнуваат со првиот чекор. Што би промениле вие? Па би го издигнала Штип на покултурно ниво. Сакам во Штип да има кино, како што рековме во претходната емисија, бидејќи стварно е лошо да се оди до Скопје само за да се изгледа еден нов филм. Тоа е потребно во Штип. Недостасува што вие би промениле во Куманово, во онаа средина од каде што доаѓате? Па како претходно што ги набројавме проблемите и причините нели кои се, исто така би требале да направиме да ги кажеме нашите ставови, нашите мислења, нашите идеи, со тоа да направиме некое барање до одредени институции. Со тоа би можеле барем нешто да го подобриме, ако всушност некој нас ни ве сослушал. Најпрво луѓето би требале да се здружат и да бидат да се даваат поддршка меѓусебно за да можат нешто да успеат во животот. Сепак ние сме луѓе и ние треба да апелираме на другите дека на нас не требаат многу работи, како на пример што го направивме проблемот за линискиот превоз. Тоа е голем проблем не само на нас, туку на ниво на цела Македонија. Значи немаме доволно линиски превоз. Исто така за киното кое го наброја претходните соговорници и тоа и во последно време многу голем проблем е екстерното тестирање. Значи сите на никого од нас не ни одговара тоа, но сепак ние не сме толку храбри за да се спротивставиме на некого за да може да го смениме тоа. Така би ве запрашала, размислувате ли веќе на планот
Што конкретно сакате да направите? Имате ли идеи за отпочнување, планирање на вашата иднина во средината каде што живеете? Како размислувате? Би останале тука? Ева и вие како што започнавте со вашата најава, проблемот во кој што Македонија се соочува во овој период е иселувањето на младите, со кој што својата иднина ја гледат далеку од својата држава, а проблемот е нормално невработеноста со која што е соочена, со тоа што го завршуваат своето образование, но не гледаат иднина овде и нема место за нивно вработување. Така да за собствен бизнис, можеби ние ева во овој период не би размислување, но можеби оние кои што веќе се студенти и се веќе насочила која ќе биде нивната професија, можеби ли биле со оној предприемачки дух и би започнале да размислуваат за отпочнување на некој собствен бизнис, за издигнување на својата држава, но нормално мора да се соочиме со проблемот со кој што ние сме во текот на нашето сегашно образование, во однос на тие образовни реформи кои што се случуваат во нашата држава. Сметам дека ние како млади би требало да бидеме дел од тие одлуки кои што се донесуваат, а тоа најдобро би можело да се среди на некој начин со тоа што во Штип, во некој од средните основните училишта постојат така наречени ученички организации, со кои што членуваат председателите на класовите и нормално тие како поединци го изнесуваат ставот на нивниот клас како заедница, на некоја поголема група на луѓе, го пренесуваат сето тоа и мислам дека тоа би дошло до некои промени со кои што нормално тие промени би влијале позитивно на ситуацијата со која што ние денеска се соочуваме, а нормално тие позитивни влијанија би биле позитивни не само за Штип, не само за младите во Штип, туку и во цела Македонија. Така останатите, размислувате ли за креирање на вашата иднина во средините каде што живеете? Секако ако продолжи вака, нормално дека не. Значи младите се иселуваат и ќе продолжат да се иселуваат, се додека условите се вакви. Значи ако не се подобрат условите, едноставно Македонија ќе остане празна, нема да го има младиот дух. Дали е само проблем тоа во руралните средини? И зошто мислите? Дали од руралните средини се иселуваат во градовите, од градовите понатаму? Па да, но има многу кои се иселуваат и од градовите, бидејќи условите и таму не се баш најдобри. Каква е состојбата со младите во вашите средини од каде што доаѓате? Се иселуваат ли младите, ја креираат ли својата иднина тука? Така, микрофончето само кај кога? Па некои од младите остануваат во градовите, мислам од младите од градовите што потекнуваат, остануваат во градовите да продолжат со своите студии на факултет, но многу голем број одат во Скопје со цел да бараат подобро образование. Јас мислам дека генерално образованието во Македонија е многу лошо, мислам дека истиот смер ако го студираш во Скопје е многу подобро би ти било, подобар кадар имаш отколку што ако би го студирал во Штип. Или Куманово, мислам, се едно. Сакам да кажам причина зашто младите се иселуваат, главната причина мислам дека е образование, а втората причина мислам дека е причината зашто се иселуваат од градовите во Скопје е мислам образование, а зашто се иселуваат од Македонија во другите држави е бидејќи нема работна иднина тука. Или едноставно не се дури не се мислат дека немаат дека не им вреде што ќе завршат факултет, бидејќи секако нема да се вработат или барем повеќето нема да се вработат, или пак ќе ги вработат некои со партишка книжка и така ќе им дават предност на тие и всушност се намалува вредноста на образованието ако едноставно не придонесува некако за понатомошната иднина на младите. И мислам дека тоа е многу голем проблем. Така, имаме и други говорници, се иселуваат ли младите? Што Тука би се надоврзала со моментот дека претежно се е сконцентрирано во Скопје. Значи Скопје расне додека другите градови, зборувам градови, па дури и села тука се намалува. Значи младите од дел од нив се иселуваат надвор, дел од нив ја бараат нивната среќа во Скопје. Тоа е моментот што треба малку да се работи во иднина, не се да е сконцентрирано во Скопје, бидејќи Скопје расне, се отвараат таму најголем број на работни места, студирањето е во Скопје и тоа е моментот и причината зашто сите млади заминуваат натаму. Така, имаш уште некој што сака да дебатира на ова прашање?
Уште еден од проблемите заради кој сметам дека младите се иселуваат од Македонија, токму заради школувањето е не само дипломата која што ќе добиваат таму и што е на степен повредна од нашава, еве заради рангирањето на самите универзитети, туку и фактот дека кога младите студираат во некоја странска држава имаат поголеми можности да заработуваат додека учат, а и нивното знаење да биде практично и да можат да работат за време на нивното школување на токму она што го сакаат и на она што се надоградуваат. Додека образованието во Македонија за жал не ја дава таа практична страна на самото студирање. Односно целото знаење е теоретско и можностите за вработување понатаму со факултетот кој што сте го избрале се многу мали. А и хиперпродукцијата на кадар во Македонија која што ја имаме денес не дозволува вработување веднаш по самото студирање. Токму тоа е причината што младите одат да ја бараат нивната среќа во другите држави. И тоа не е во ред. Така, благодарам. Би ве запрашала, имате ли доволно пристап до информации? Колку пристапот до информации, до мас медиумите ви помага вас за личен напредок, за креирање, за креативна мисла? Па нормално сметам дека медиумската поврзаност со граѓаните и нормално со младите овозможува тоа тие да имаат креативни мисли и да доаѓаат до така наречени креативни идеи. Овие информации треба се повеќе и повеќе да се расшируваат помеѓу младите. Тоа би дошло и би било подобро затоа што повеќе млади би се заинтересирале, би се запрашале добро каква е таа организација, зошто и тие не би се вклучиле во неа и би членувале и дале свој придонес за доброто на нивно, но како нивен личен развој, но истовремено и на заедницата, и сметам дека овој пристап на информации треба повеќе да се вклучат медиумите како дел од ова вмрежување и ова лобирање, така на овој начин би овозможиле тие се повеќе да ги вклучуваат младите, да ги интересираат за овие организации, овие настани, манифестации кои што се случуваат, за тие да добијат на некој начин идеја и зошто и тие не би се вклучиле, и сметам пристапот можеби не е на некој најголемо највисоко ниво, но со текот на времето сметам дека тоа може да се промени. Така, што би кажале вие? Па сепак социјалните мрежи би требале најмногу да се вклучат во тоа, бидејќи младите се најмногу сконцентрирани на нив и од нив би дознале какви се случувања, настани и обуки би можело да се случат за да се подобрат условите во Република Македонија. Така, Исто јас го делите ли мислењето? Да, го делам исто мислење со Ангела, затоа што нели да дојдеш до информација е малку потешко, затоа што како што напомена, медиумите не се толку многу вклучени за тоа да не информираат, на пример кога има кога доаѓа на пример некој во Куманово, што некој настан дали ќе се одржува или некој размени кога има младински размени или секогаш да знаме подоцна, што тоа не е воопшто добро. Откако веќе ќе се реализира? да, за некој напад. Еве во рамки на овој проект граѓанско учество во руралните средини, се запознавте со функциите градоначалник, советници, работата на локалната самоуправа, ви изгледаат ли привлечни можеби овие функции? Како ви се чини? Одговорни? Лично на мене не ми изгледа, затоа што не сакам да бидам на тоа место. Па така можеби ќе одлучите да се случат некои промени. Дознавте ли што е нивната функција? Да, но сепак не се пронаоѓаме себе си во тие функции. Можеби тоа е начинот да промените нешто во средините од каде што доаѓате, од првата клетка да се почне. Што мислите вие? Да, сметам, значи нормално овие обуки и работунци кои што се вклучуваат влијаат добро на младите. Можеби некој сега не може да ја предвиди својата иднина и како се гледа понатаму, но може да добие до мотивација и да работи на себе и преку себе да дојде до идеја што би тој сакал понатаму да биде неговата идна професија. И сметам дека овие може да дојде до мотивација да се пронедат себе си, каде се гледаат во општеството и како тие можат позитивно да влијаат и да донесуваат одлуки. Значи ли тоа дека вие како млади сметате дека можете да бидете носители на промените? Можете ли нешто да промените во целокупната состојба во државата? Ако се здружиме, да. Да, ако нели работиме заедно, се здружуваме, одиме на некој организација, нели зборуваме на тие теми, можеби нешто ќе направиме, но доколку сме пасивни, не правиме ништо, само тие може да не се слушаат, но ништо да не направат за нас, тоа ние што го бараме.
Едно индивидуо не може да направи нешто, но ако сме повеќе, ќе апелираме и можеби ќе успееме во тоа што го бараме. Исто така треба да имаме и поддршка и од останатите, не само ние младите, тука се нашите родители, нашите старатели, че не само ние младите. Проблемот е во тоа што сите се против тоа, но кога дојде момент тоа да се реализира, остануваат само 10 души и тоа е најчестиот проблем зашто тоа не се реализира. Така, сметате ли дека можете да бидете носители на промените во општеството, во целокупната состојба во државата? Јас мислам дека значајните промени доаѓаат од што ги носат младите и што ги засегаат младите, доаѓаат само кога младите протестираат и се изјаснат во многу голем спектакл. Јас не мислам дека младите можат да действуваат во државата. Тоа е едната причина зашто јас не действувам. Јас не действувам, ќе ви опишам слика како ми изгледа мојот живот во Штип, а би сакал и другите од Куманово и од Крива Паланка да се вклучат во ова, да опишат зашто тие не действуваат. Јас не действувам, бидејќи сметам дека од институциите, од сите други државни органи, било кој било петиции, барања, не се сваќаат сериозно и ако не е во нивен интерес, нема да се земат во предвид. Те затоа јас и мислам дека само кога младите се организираат некое големо движење, кога покренат голема значајна иницијатива, што е многу тешко, и кога ќе им прекисне, тогаш само действуваат. Тогаш само можат да действуваат во моje мислење. Ке каже ли некој друг така? Еве да и дечкото позади, па подоа ќе ви дадеме збор. Конкретно се надоврзам за иницијативноста на младите и долго споменуваното кино. Ние се собравме како една група на млади луѓе кои што и беа поддржувачи на таа идеја за отварање на кино во нашиот град од Штип. Напишавме иницијатива, ја средивме и склопивме целосно и ја пративме до општината. Беше потврдена од градоначалникот, но полесно загалби во бирократија и не се реализира целата таа идеја. Рекол како, окей, дечки, буткате целата идеја, но на крај резултираше со неуспех. Значи, тоа го потврдува фактот дека дури иницијативноста од страната на младите не може да резултира секогаш со успех, најверојатно 99% од случаите не резултираат со успех, затоа што младите немаат некаков глас. Тој не е до нас, не е до нашите сили, туку до некој друг кој што треба сето тоа да го одобри и потврди и да овозможи младите да имаат како таков учество и удел во процесот на донесување на одлуки и застапување за самите себе во самото општество. Не мислите ли дека сте се откажале на првата пречка? Значи ли тоа дека можеби требало да ја прескокнете препреката па да продолжите понатаму? Успехот се состои во тоа да се обидуваш повторно и повторно. Да, се обидувавме повторно и повторно, но на крајот рекол како не, идејата е премногу ваква и таква и тоа е тоа, не можеме ништо да ви помогнеме. Има ли поинакво искуство некој од вас сакаше да говори во првиот ред? Јас би сакала да се надоврзам на дечкото што зборуваше пред мене, значи тој вели тој во почетокот вели јас не действувам затоа што за да постигнам нешто ми треба голема група на луѓе. Сигурно неговото мислење го дели уште некој од неговиот град и уште некој, на тој начин никој не действува затоа што сите мислиме дека нема ништо да направиме затоа што сме сами, затоа што сме малку. И мислам дека тоа е најголемата пречка. Значи, што се случи со студентите кога требаше да полагаат државен испит во втора година, мислам дека беше, се собраа огромен број на студенти и го повлекоа законот. Затоа што, не знам дали сте ги гледале снимките, ама огромен број на луѓе, на студенти излегоа на улица во Скопје да протестираат. И тоа е главниот проблем. Сите тргнуваме од тоа, нема ништо да се направи затоа што нема ништо да направам затоа што најверојатно никој нема да ме слушне. Тоа е главниот проблем во сите нас. Позитивно искуство, каде што се слушнал неговиот глас. Добар ден и од мене. Јас сакам да се надоврзам, значи сите делиме мислење дека можеби имаме страв да го кажеме она што ни пречи, ама еве
денес се собравме овде и ја мислам дека добар почеток е барем да ги разделиме меѓу нас проблемите со кои што се соочуваме и тоа не значи дека сме сами, има околу 60 души овде. Значи може нешто да направиме, не дека не можеме и дека нема кој да ни помогне. Значи, јас имам поинакво мислење. Моментот е дека кај сите нас има предрасуди дека нема да успееме. 90% од луѓе што зборуваат дека нема да успеат, не се ни обиделе. Така да не знаат. Од моево искуство, еве конкретно за овој проект што го имаме работено, пративме 6 барања, зборувам за Куманово, од кои 3 беа усвоени. Значи само беа поднесени барања и веќе се усвоени, веќе се направени промени на локации по Конкретно однос. вие направивте каква промена? Поднесовме барања за од проблемите кои потекнуваат во нашево население до јавното предпријатие Куманово паркинг за осветлување на локации во Куманово кои не се осветлени. Добивме повик со тоа што ми рекоа дека ќе одговорат на нашето барање. На 3 локации веќе се работи на случајот, значи за осветлување на градот. Значи, за поздравување и тоа е моментот само што некој треба. Сите ние очекуваме дека некој можеби кога го заврши, некој друг треба да реагира, тоа не е мој проблем, а на сите нас ни смета што не се осветлени улици. Значи, треба да има малку поголема само иницијатива и да завршат предрасудите дека нема да успееме. Решивте ли уште некој проблем во рамки на ова здружување? Во рамки на ова здружување исто така поднесовме до општина Старо Нагоричино за чистење на Липково, со тоа што ни одговорија дека проблемот е во тек на решавање, имаат направено акцијски план и стратегија за решавање на истиот проблем и истото се однесуваше за општина Куманово, за според стратегија ни рекоа дека ќе биде дислоцирана депонијата во Куманово. Одлично, еве, ова е за поздравување. Беше ли тоа она што конкретно сакавте да го решите во вашите средини, еве вие од Куманово? Да, сепак тоа беше што ние сакаме да го решиме и да Тоа не вклучиме успеа. други луѓе. Така, кои еве, би имавте помогнале. обуки за подигнување на еколошката свест, за свесноста, како вие можете да действувате во средината во која што живеете, да биде еколошки почиста, поздрава за сите вас. Преземавте ли некакви конкретни чекори? Се покрена ли тоа ниво на размислување дека секој помалку, еве, па и заедно може да промени нешто на ова поле? Па секој ден зборуваме на сите дека треба да им се подигне еколошката свест, за да едноставно тоа ни пречи на самите нас. Ние си ја загадуваме средината. Секој да треба да тргне само од себе, така? Да, само од себе. Значи ние си ја загадуваме животната средина и всушност ние живееме во неа, а не некој друг кој ќе ни дојде, бидејќи се што го правиме, си го правиме за самите нас. Да, но сепак ние сме свесни за тоа што правиме, но сепак продолжуваме. Јас мислам, ние доста се едуциравме за екологијата, за некои други теми, не само ние, туку и останатите. Да, имавме работилници, но обуки, да, но сепак тоа свесни сме, но сепак продолжуваме тоа да го правиме. Значи, сметам дека се уште не се преземени, барем во мојата околина не се преземени некои мерки за да се, нели, тоа санира, да на некој начин да се подобри. Но мислам дека со тек на време би се подобрило тоа. Би действували ли вие конкретно на оваа тема? Да, секако, да. Да. Така, барем на луѓето околу вас, па тие на останатите, се тргнува од некаде погдигната ли е еколошката свест? Да, сметам дека со овие покренати постапки кои што еве се случуваат во ова време, ќе може на некој начин да се подигне свеста кај граѓаните во однос на екологијата, да се научат дека отпадот каде треба да се фрла и некои основни општи навики кои што децата најчесто ги стекнуваат од родителите и тоа е она јадро во кое што треба да се действува, за кое што сметам дека самите навики на културно однесување децата треба да ги стекнат од своите родители, а тие се оние кои што треба да бидат едуцирани и да бидат свесни за загаденоста во градот и да бидат свесни со тоа што треба да се грижат за животната средина, да ја пренесат таа еколошка свест на своите деца, а децата да делуваат така што ќе се расшири таа информација помеѓу нивните ученици во училиштата, со покренување на тие одредени постапки за чистење на градот, може да се делува и мислам дека може да има резултат, затоа што младите го имаат оној ентузијазам, ја имаат онаа сила
изжелба да направат нешто, да направат некоја промена и ова сметам дека може многу да делува со тоа што може да се организираат различни едукативни работилници кои што може тебе да помогнат нешто. Сакам да кажам дека јас мислам дека еколошката свест треба најчесто да ни ја презентираат во училиштата, бидејќи најголем дел од денот го поминуваме таму. Јас може ли да се надоврзам? Според мене мислам дека треба да се поднесе барање до институциите да ни постават корпи за отпадоци во кои би можеле да го рециклираме отпадот. Значи некоја да биде за стакло, пластика и така натаму. Мислам дека така луѓето би биле повеќе свесни и би го искористувале додека ние немаме корпи за отпадоци на секој чекор. И тоа е проблемот, всушност. Така, се согласувате ли, имате ли вие доволно? Постои ли селекција на отпад во општините од каде што доаѓате? Еве, микрофонот може... Би сакала да искоментирам неколку работи во врска со екологијата и оно што го кажаме. Најпрво, селекција на отпад постои. Се додека не дојде компанијата која што е задолжена за собирање на целиот отпад и не го смести на едно исто место. Тоа е жалната ситуација што се случува. Значи, немаме селекција на отпадот и негово соодветно рециклирање на различни места. Ова е факт. Друг факт е тоа што можеби акцентот на еколошкиот проблем не треба да се стави на граѓаните и како тие се однесуваат кон средината, туку на предпријатијата кои што ги загадуваат клучните сегменти од самиот биотоп. Односно, како се загадуваат реките, што е со депониите, како ние се однесуваме спрема пошироките делови на нашата средина. Односно, свеста кај луѓето за тоа како го фрлаат отпадот, дали се однесуваат во ред кон животната средина е начин кој што на кој ние можеме да действуваме. Но ние многу малку действуваме врз тоа со какви санкции ги казнуваме фабриките кои што не поставуваат оџаци, кои што немаат пречистителни станици. На тој начин ние многу влијаеме врз средината. Така што ја уништивме брегалница, ги уништивме рибите кои што беа во брегалница, потоа си го загадуваме воздухот, свесни сме што се случува. Според тоа мислам дека би требало да се действува не на тоа толку многу да се освестуваат луѓето, туку да се донесуваат по-различни законски регулативи кои што се однесуваат кон поголемите загадувачи на средината. Така, сакавте да надополните нешто? Ја не се согласувам со тоа дека не треба да се буди свеста кај луѓето. Сега не знам, баш пред некој ден прочитав дека имало акција за чистење на некоја Кумановска околина, не се сеќавам точно што беше. И моментот е што само волонтерите учествувале во акцијата, а граѓаните ги гледале од страна. Значи, сепак треба да се буди свеста. Нерелевантно е каде ако го исчистат тој дел од градот, кога на крај пак ќе заврши тоа во реките и во депонии што ќе се запали ѓубрето, пак ќе се загадува воздухот. Не е битно, не е тоа што мојата другарка сакаше да го каже е дека јадрото на проблемот е во како се менаџира ѓубрето, отпадокот од предпријатијата, а не е само еколошката свест. Пак градовите релативно се истураат во граѓаните релативно од време на време фрлаат во кошче. Ако не фрлаат во корпа за отпадоци, ќе дојде некој навечер што работи и ќе го исчисти тоа. Во крајен случај повеќе работни места ќе се отварат за чистачи. Тоа е, јас мислам, најмалиот проблем, дали иако нормално дел од културата на луѓето треба да бие да не се однесуваат така кон животната средина, ама мислам дека тоа е друг проблем, веќе од културата на народот, а загадувањето не се директно одвива поради културата на народ како го фрлаби. Така, благодарам. Повели би се надоврзала на неговото говорење? Туку на девојчето што рече претходно, дека во тие акции, како например што би биле Ден на дрво или екологија, се вклучуваат само волонтерите. Зошто би било тоа така? Зошто сите не се вклучиме и да ја подигнеме свеста кај сите дека тие дрва што ќе ги посадиме всушност ќе го прочистат воздухот, тоа ќе биде за нас подобро или за акцијата екологија. Зошто едноставно сите да собереме по еден лист хартија би било многу подобро отколку да оставиме така да стои.
Секако. Говоревме многу, говоревме на различни прашања и теми. Се роди ли некаква идеја нешто конкретно да направите? Веќе сте поттикнати за акција? Размислувате ли на кое поле би действувале? Еве, вие па може и останатите. Имаше една презентација во училиште како некој совесен граѓанин, буквално совесен, бидејќи направил свој бизнис план како да ги собира пластичните флаши по куќите. Значи, тој ги плаќа, но и ги рециклира и за тоа добива и тој пари. Значи, буквално имаат и луѓето корист, но и тој самиот. И искрено во иднина би сакала да направам јас некој таков бизнис план, во што самата би заработувала, но и тоа би било корисно за другите. Да има општо добро за заедницата, така размислувате, размислувате да действувате пошироко? Да. Вие? Исто така и јас бев на таа презентација, многу ми се допадна човекот што го презентираше тоа и од тогаш ми се побуди желба да направиме такво нешто, но сепак не сме пробале на тоа. На општествен план, да направите некаква друга промена, не само на поле на екологија, како било. Дефинитивно се согласувам со претходните излагања, со тоа што рекоа дека човекот не треба да се води само од личните интереси, туку и на својот професионален развој, туку да се стреми кон доброто на општеството и на целата заедница. Сметам дека би можеле некој од овие досега што ги разборувавме теми би дошла до идеја или мотивација да се создаде некаква едукација на младите за овие проблеми кои што веќе ги споменавме. Тоа може би било добро за повеќе да се едуцираат и повеќе да дознаат нешто повеќе од тоа што сега ние го зборувавме и сметаме дека може да се промени. Вие? Јас сметам дека ние овде треба да се организираме, ако не други, веќе ние ја имаме таа еколошка свест и да промениме нешто во општеството, бидејќи ние сме движичката сила на општеството. Така би ве запрашала, мислете ли дека можеби информираноста која што споменавте дека треба да биде на повисоко ниво, размислувате ли за тоа да имате некаков медиум преку кој што ќе се информирате вие како млади? Имате ли некаква конкретна идеја како би го промениле општеството вие? Што би направиле еве прво веќе како следен чекор? Поискрено би можеле да направиме некои страници или групи на социјалните мрежи преку кои ќе дознаат голем број на луѓе и мислам дека тогаш би се подигнала еколошката свест и би се подобриле условите околу депонијата и загадувањето на реките и на се друго. Социјалните мрежи можат да бидат многу корисни за тоа да направиме група и да дознаат повеќе луѓе. Може би не знаеме некој што го мисли истото како нас. Да. Едноставно некој може би да има свој став и мисла идеја, но не знае каде да ја искаже. Да. Има Нема многу каде. такви. Нема каде. Тоа е. Нема некој начин кој да го сослушам. Да. А може би има икс идеи. Еве, упативме веќе порака. Ви благодарам што бевте присутни и благодарам што одвоивте време и што учествувавте активно во сео она што се случуваше тука. Се родија идеи, младите рекоа имаат можност, имаат енергија, имаат ентузијазам, имаат идеи, креативност и се останато. Неопходно е да се пронајде начин тие да бидат запрашани, инволвирани и тие да бидат директно вклучени во сите одлучувања во своите средини, сеедно дали се рурални или поголеми места. Секој пат, како што кажав, започнува со првиот чекор, нека младите го направат тој прв чекор, а ние да ги следиме. Благодарам.